Слушајте, господине, еве, јас како бивша подпредседателка на групата за малцинства во Венецијанска комисија ве прашувам, дајте ми компаративен пример. Дали така е дури и во Швајцарија? Ма не ме интересира Косово. Кажете ми, дали е во Белгија, дали е во Канада, ве прашувам, дали во Европски парламент на сите 27 јазици? Дали во Советот на Европа, не измислувајте, членот 5 став 1 вели, службен јазик на целата територија и во меѓународните односи е македонскиот, точка. Вториот став никогаш не е прв став, ама сега ќе ви прочитам рамковен договор внесовте во Уставот, повелете во преамбулата, што вика во рамковниот договор, анекс Б, точка 8, не измислувате. Законите, вели вака, пратениците може да се обратат на пленарните седници и работните тела во собранието и на јазикот што го зборуваат 20%. Законите ќе се објават и на јазиците на 20%. Прочитајте сега што вели Венецијанска комисија. Дека толкувањето дека може значи дека со закон ќе се одреди начинот на употребата, мора да биде во рамките на Уставот, што значи само поединците можат да одлучат дали ќе го употребуваат или не, дали ќе го користат или не. Ова што вие го зборувате, ниту некаде постои тоа што ми го споменувате за Косово, сосема различни амбиенти. Не заборавајте нешто. Од Аасном до денеска македонскиот јазик бил еден од 3 службени јазици и се уште е во сила законот за македонски јазик кој што вели право и обврска на секој граѓанин е да го познава македонскиот јазик. Таква обврска не постои за албанскиот јазик. Тоа што вие го правите е надвор од Уставот, надвор од рамковниот, ама и надвор од европската практика. Мора да има код за комуникација, а комплексите се ваша работа.